Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Изгубените заби не се само естетски проблем. Недостигот на заби влијае врз жвакањето, говорот, самодовербата, но и врз целокупното здравје. Денес денталните импланти се сметаат за едно од најсовремените решенија, но околу нив се уште постојат бројни дилеми и стравови. Дали секој пациент е кандидат за импланти? Дали возраста е пречка? Што кога нема доволно коска, а што кога не достигаат сите заби? Како изгледа процедурата за нивно поставување и колку траат имплантите? За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Ванчо Спиров, специјалист по орална хирургија, субспецијалист по орална имплантологија. Останете на Телма, а веќе ви е познато дека ќе можете да поставите прашање во програма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за забните импланти, во кој случај тие се најдобро решение за изгубените заби. Гостин во студиото ни е доцент доктор Ванчо Спиров, специјалист по орална хирургија, субспецијалист по орална имплантологија од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеимон. Докторе, добар ден, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам на поканата, секогаш е големо задоволство да присуствувам тука, не сум прв пат тука и секогаш со задоволство поканата ваша ќе ја прифаќам и ќе дискутираме на темите за кои што можеби мислиме дека сум елоквентен најмногу, а тоа представува оралната хирургија и имплантологија. Ви благодарам што сте наш денешен гостин. Кога некој ќе изгуби заб, обично може да прочита или пак да слушне дека забните импланти се најдоброто решение. Па што се тоа точно забни импланти? Како изгледаат? Забните импланти, јас носам еден имплант, ќе ви покажам. Значи, забните импланти во суштина најпрвиот на најава, тоа представуваат вештачки надоместоци, кои што по хируршки пат, тоа се едно обично штрафче, да речеме, меѓутоа и не е тоа толку обично штрафче, еве како изгледа денталниот имплант. Тие се вештачки надоместоци, најчесто се изработени од титаниум или од цирконија. Тоа е тој биоинертен материјал. Што значи тоа? Тоа значи од материјал кој што организмот ќе го прифати, нема да предизвика никаква реакција, односно отфрлање, а еден од тие материјали, ви реков, представува титаниумот и цирконијата во поново време. Тие се поставуваат по хируршки пат во устата на пациентите и главната цел е надоместување на изгубените заби, како естетски, така и функционално. Сега некои луѓе со години одложуваат надоместување на изгубен заб или пак изгубени заби. Што во тој случај се случува со коската и со соседните заби? Да, после секоја екстракција се разбира доаѓа до ресорбција на коската. Тоа е нешто што е, да речеме, неповолно со човечкиот организам. Доаѓа до ресорбција како во хоризонтала, така и во вертикала. И едноставно тој простор мора да биде надоместен. Имаме порано се работеа тие дентални мостови со кои што го надоместувавме тој изгубен простор, меѓутоа кога се работеа денталните мостови, ние ги стругавме двата соседни заби, доколку постојаа соседни заби. Некогаш здрави заби, всушност здрави заби, тоа кажувам, оштетуваме, отстрануваме здрав емаил на соседни заби, да речеме непотребно. Со помош на денталните импланти соседните заби воопшто ние не ги земеме во нашиот третман. Едноставно обезбедуваме имплантно лежиште, значи бушиме во самата коска, обезбедуваме лежиште, го поставуваме имплантот. Главната цел е да го добиеме фактички да го замениме забниот корен, а понатака во денталниот имплант се поставува колче, фактички добиваме еден иструган как заб, на кој што понатака можеме да ја работиме фиксната протетска изработка. Тоа е, значи, најново, најсовремено решение, каде што добиваме мостова конструкција. Во најголем број од случаевите, некогаш може како потпора на тоталната протеза со цел да се добие многу поголема стабилност на истата. Значи, тие физиолошки промени кои што настануваат, едноставно со помош на денталните импланти гледаме да ги надоместиме. Дали секој пациент е кандидат за забни импланти? Има ли случај кога велите ќе бараме некои други решенија? Да. Значи, во најголем процент, поголем дел од пациентите се кандидати, меѓутоа секогаш постојат лимитации. Пред се одредени состојби, како што се здравствени системски заболувања, се разбира пациентите не се кандидати, например онколошките пациенти кои што се на третман со бифосфонатна терапија. Значи тоа се пациенти со остеопороза, така? Тоа се пациенти со остеопороза или со третман на карциноми кај жените на дојка, кај мажите на простата, се третираат со бифосфонати. И сега, кај овие пациенти, посебно кои што се на интравенозна терапија, секоја хируршка интервенција може да доведе до остеонекроза во коската. Што значи тоа? Тоа значи дека коската изумира едноставно и не е индицирано кај тие пациенти да се работат импланти. Имаме одредени анатомски лимитации, меѓутоа денеска со новите техники кои што се користат во хирургијата, сите тие техники се надминати.
Например, кога имаме спуштен синус, веќе имаме техника на подигнување на максиларниот синус. Кога ни е ресорбирана долната вилица, во тој случај имаме постапка на транспозиција на нервот или аугментација на вештачка или автологна коска. Значи, се повеќе се редуцирани тие контраиндикации, значи поголем дел од пациентите со најсовремените техники се кандидати и е можно да се постават денталните импланти. Тоа значи пациентите кои што недостасува забна коска, не значи дека никогаш не може да добијат забен имплант? Апсолутно. Меѓутоа треба да има одредени индикации, треба да се направат анализи и мерења да се види во кој степен недостасува таа забна коска, дали во вертикала, дали во хоризонтала. Денеска имаме коскени субституенти и самата процедура се нарекува GBR, односно водена коскена регенерација, Guided Bone Regeneration, со која што се овозможува надокнадување на таа изгубена коска. Заради тоа се препорачува многу после екстракцијата на забот да не се чека. Дури има и одредени индикации кога непосредно со самото вадење може да дојде до постава на денталниот имплант во истата фаза. Меѓутоа треба да имаме одредени анатомски услови, не секој пациент е индициран да се постават денталните импланти во истата фаза. Сакам да кажам дека колку повеќе се чека, толку поголем е степенот на ресорбција и многу потешки понатака представуваат условите, потребни се дополнителни оперативни техники за да бидат поставени денталните импланти. А дали возраста е некаква ограничувачка состојба, да речеме, дали може успешно да се стави имплант кај некој на 70, на 80, па и повеќе години? Сето тоа е индивидуално и зависи од неговата општена здравствена состојба. Хронолошката возраст на пациентите апсолутно не е никаква контраиндикација да се постават денталните импланти. Многу поголем успех имаме кај здрави пациенти кои што се во години, повозрасни пациенти, не можеме да ги наречеме стари пациенти, отколку кај помлади пациенти, меѓутоа со многу присутни хронични заболувања. Имаме цела низа на системски заболувања кои што влијаат на осеоинтегративниот процес на имплантите. Тоа значи врзување на имплантот со коската. Значи, возраста како возраст не можам да кажам дека представува лимитација. Едноставно, доколку пациентот е во здрава, во добра кондиција, има добри анатомски услови, како коска, како меко ткиво, се разбира кај тие пациенти не простои апсолутно никаква контраиндикација да се постават денталните импланти. Значи, поважна е општата здравствена состојба отколку самата возраст? Во конкретниот случај кога зборуваме, да, поважна е општата здравствена состојба отколку возраста на пациентот. Значи, само да кажем еден податок интересен. 5-годишното преживување на имплантите е од прилика од 95 ka 98% на пациенти. Значи имаме исклучително голема успешност. Се смета дека имплантолошката процедура е доста сигурна процедура. 10 годишно преживување имаме кај 90 до 95% од пациентите. Сакам да кажам, доколку направиме добра анализа, добро планирање, доколку имаме соодветните информации како за коската, како за мекото ткиво, за сите анатомски структури и го поставиме имплантот во најдобрата 3D позиција, респектирајќи ги сите овие анатомски структури, преживувањето на имплантот, да речеме, осудено на успех. Исклучително голем процент, 10 годишното преживување е кај 90% од пациентите. Споменавте и мекото ткиво. Дали пародонтозата може да представува проблем, односно крварењата чести од непцата? Апсолутно. Значи, мекото ткиво е нешто на што порано се посветуваше многу повеќе внимание на коската. Каква коска имаме, дали имаме висина, дали имаме ширина на коска. Меѓутоа, во денешно време, за долготрајното преживување на имплантот, многу се посветува внимание на тоа меко ткиво. Тој пародонтален комплекс представува заштитниот комплекс. Исто како кај природните заби, доколку тој пародонтален комплекс се изгуби, представува основа да се развие воспаление околу самите импланти. Почетокот на воспалението се нарекува перимукозит, кој што перимукозит понатака прогредира и доаѓа до ресорбција на коска. Исто како и кај парадонтозата. Ние знаеме дека кај парадонтозата фактички испаѓаат здравите заби поради ресорбцијата на коскениот фундамент. Истото се случува и кај имплантите, доколку не се одржува оралната хигиена. Доколку пациентот ги стави имплантите и заборави да доаѓа на тие 6 месечни, инаку контролата е на 3 до 6 месеци, доколку заборави да одржува оралната хигиена. Нема четкање, нема употреба на интердентални конци, нема употреба на интердентални четкички. Се јавува едно локално воспаление, кое што локално воспаление перимукозит, доколку се третира во раната фаза, ги превенира прогресијата на овој воспалителен и деструктивен процес кој што ја зафаќа коската и нема да се доведеме во втората фаза, а тоа е периимплантитот. Тоа е моментално
болест која што ги зафаќа најголемиот дел од имплантите, исто како што испаѓаат и природните заби, здрави заби, поради деструкција на коскениот фундамент, истото се случува со имплантите и имплантот со тек на време едноставно ќе се расплати и ќе испадне во устата. Пациентот го носи и вика докторе, имплантот испадна. Значи процесот како што може се расипе природен зап, така може условно да се расипе имплант. Значи ние збориме овдека за расипување на тврдото ткиво. Овдека комплетно на тој парадонтален комплекс. Доколку мекото ткиво го немаме, кое што представува главната бариера за влез на инфективните агенси, кои што знаеме устната шуплина е полна со тие бактерии, доколку го нема тој комплекс, доаѓа до воспалението и одржувањето на оралната хигиена. Морам да потенцирам. Значи пациентот ќе му ставиме ние имплант и он заборава да дојде. Ние се јавуваме цело време. Кога можам да дојдам, кога не можам да дојдам, и он во суштина ќе дојде кога настана проблем. Он ќе дојде кога осеќа, вика доктор, осеќам дека веќе имплантот се движи, постои мобилност на имплантот. Тоа е веќе терминалната фаза, кога имаме оштетување и ресорција на коската повеќе од 2/3 на имплантот и веќе тоа е закасната фаза. Значи редовни контроли на 3 до 6 месеци. Денеска мостовите конструкции најчесто се работат на штрафење. Порано се работи на цементирање. Денеска се работат на мултиунити со штрафење. Значи може да се оштрафи таа мостова конструкција, да се направи еден парадонтален третман, исто како и колите, што одиме еднаш годишно на сервис, треба да доаѓаат и пациентите на третман кај нивниот орален хирург. Се вади мостовата конструкција, се прави третман. Со тој третман се превенира појава на воспалението, а со тоа се зголемува долговечноста и трајноста на самите дентални импланти. Што кога пациентот е пушач? Пушењето не е апсолутна контраиндикација, меѓутоа во литературата има голем број на трудови кои што докажуваат научно дека повеќе од 10 цигари го намалуваат за 3 пати повеќе векот на преживување на денталниот имплант. Така да кога ќе ставиме дентални импланти и пациентот ни кажува дека е пушач, ја му го кажам овој податок и он вика доктор, јас ќе пушам. Ако пушиш, и моја да ти кажам, меѓутоа пушењето во голема мера тој локален инфламаторен респонс на самиот организам доведува до воспаление и до многу пократок век на траење на самите дентални импланти. Така да, ако се решите да ставате дентални импланти, моја препорака е да заборавите со пушење или пак да го редуцирате тој број под број од 10. По 10, добро. Тоа значи 10 цигари на ден. На ден. Да. Кога станува збор за поставувањето на имплантите, споменавте дека најдобро веднаш по екстракцијата, односно по вадењето на забот. Но има некои кои што сакаат да почекаат прво да зарасне местото и слично. Доколку се одложува, колку е тоа максимум? Ево вака. Значи, тоа е многу интересна тема, се вика време на имплантирање. Кога е најдобро време ние да го поставиме денталниот имплант? Не можеме да поставиме ние одма имплант доколку забот е со гнојна кеса, со процес, има акутно воспаление, ние вршиме екстракција и да поставиме. Си има одредени параметри, биолошки параметри, дебелина на коска, дебелина на ткивен биотип и многу мал е процентот кога ние можеме да го поставиме, тоа се вика имедијатно имплантирање, одма после екстракцијата на забот. Имаме две ране времења на рано имплантирање. Тоа е првото време на рано имплантирање од 4-та до 8-ма недела, кога веќе доаѓа до зараснување на мекото ткиво, меѓутоа коската ни е се уште мека, и имаме касно, рано имплантирање меѓутоа во подоцнежниот период од 12-та до 16-та недела, кога имаме зараснување и на мекото и на коскеното ткиво. Кога пациентот се плаши, сака едноставно и он да го прими податокот дека треба да прими дентален имплант. Можеби најдобро е одложеното имплантирање. Одложено имплантирање после 6 месеци, кога ќе настане комплетно зараснување на екстракционата рана. Меѓутоа, после 6 месеци воедно и имаме најголем степен на ресорпција. Колку порано се постави за тоа рано имплантирање од 12-та до 18-та недела можеби е најдобро, бидејќи имаме зараснување на мекото ткиво, зараснување на коската, а степенот на ресорпција не е минимален. Колку се одложува процесот на имплантација, толку ни е поголем процесот на ресорпција на самата коска и понатака ни се потребни дополнителни процедури на аугментација кои што секако го зголемуваат и чинењето на самата оперативна интервенција. Колку импланти може да се постават кај еден пациент? Колку импланти може да се постават? Сите тоа зависи од анатомските услови. Може да се постават од 6 до 8 импланти во една вилица. Многу сега интересно е, вака доста актуелно во светот, All on 4 се нарекува концептот и тој е концепт кога се поставуваат импланти, се решава тоталната безбедност само со 4 импланти. Што сакам да кажам? Можеби е најдобро да покажам. Ова е горната вилица и во горната вилица сите ние имаме максиларни синуси. Тоа е анатомија, најголема анатомска шуплина
И многу Така често може да го покажете. можеме да така. покажеме, значи ова е горната вилица. Значи таму се синусите. И Тоа е ова тоа се што... максиларните синуси. Добро. Многу е битно кога ќе се поставуваат денталните импланти, затоа на 3D снимка ја мериме висината на коската, да не дојде до перфорација на максиларниот синус. Да, од тоа се плашат пациентите. Најчесто. Да. Тие лимитации, како што се спуштен максиларен синус или пак во долната вилица, ресорција и близина со нервот, се работи концептот All-on-4, каде што се поставуваат 4 тотална фиксна изработка на 4 импланти. Значи сите заби, целата протеза, целата вилица на 4 импланти. Протеза зборуваме од 6 до 6 заб. Значи, за да ја решиме и фронтот естетиката, меѓутоа и функцијата. Стабилност. Во тој случај, предните импланти се поставуваат да се поставени правилно, а задните импланти се поставуваат искривени, tilted имплант се нарекуваат, со цел да се добие што подистално член, за да нема слободен заб кој што ќе притиска и ќе делува како лост. Значи, тие тенденциозно се искривуваат во горната вилица, за да не дојде до перфорирање на максиларниот синус. Во долната вилица истото се прави со цел да не дојде до повредување на форамен ментале и да настане парестезија, која што е една од многуте компликации кои што настануваат. Точно. Така? Кога ќе се повреди менталниот форамен, тоа е завршната гранка на аволарис инфериор или нервот на долната вилица, настанува парестезија, која што се ава. Парестезија? Парестезија е нечувствителност, утрпнатост на вилицата. Се ава од средината до аголот на самата уста. Пациентот не го чувствува тоа. Значи, доколку имплантот се постави во самиот нерв, он ќе има таа парестезија која што нема да помине. За таа цел се искривуваат имплантите во долната вилица, за да добиеме што подистално надоградба, за да немаме висечки членови. Еден член е дозволено, повеќе од еден веќе настанува лост, кој што секако механички ги оптеретува, тоа е веќе биомеханика на имплантите, која што влие на квалитетот и долготрајното преживување на истите. Можеме да прочитаме дека е покомплексно поставувањето на имплантите на горната вилица, но сега од ова што го споменавте, очигледно дека и тука има Мене можеби еве сега потешко во горната, полесно во долната. Ја би рекол една хоризонтална импакција, долна осмица, мене ми е потешко да поставам отколку добри анатомски услови поставам на денталниот имплант. Горната и долната вилица се разликуваат по својата анатомија. Горната вилица е претежно вилица која што е поваскуларизирана и помека. Има повеќе крвни садови. Повеќе крвни садови, што од друга страна е подобро, бидејќи чим имаме добра васкуларизација, крвта е суштината на животот. Каде имаме крв, имаме многу подобро интегрирање и многу подобро врзување на имплантот за коската. Долната вилица е многу покомпактна, многу поцврста, многу помалку васкуларизирана, така да тие анатомски специфики, горна вилица, потешко долна вилица, се разбира, јас не можам да се сложам, мене ми е сеедно дали ќе поставам во горна или во долна вилица. Кога го знам дензитетот на коската, густината на коската, јас знам како да го извршам целиот хируршки протокол, доколку ми е мека, например, горната коска, јас нема да идам на целиот протокол со последниот проширувач. Ќе идам со еден помалку, за да ја добијам таа инсерција, односно инсерциониот торк, примерната стабилност, која што е многу битна за да дојде до врзување на имплантот. Затоа секогаш работам со 3D снимка и ја мерам густината, односно дензитетот на коската. Пред да преминеме на 3D снимката, само уште едно прашање во однос на синусите. Што доколку се пробие синусот со Што доколку се пробие максиларниот синус? Па овака. Максиларниот синус у принцип не треба да се пробие. Имаме хируршки постапки кои што се нарекуваат синус лифтинг или подигнување на максиларниот синус. Сега баш имавме обука на нашата клиника токму за оваа процедура, односно постапката за подигнување на максиларниот синус. Имаме две техники. Едната техника се нарекува крестална техника, каде што преку самиот гребен се врши подигнување, а втората техника представува техника на латерален пристап, каде што од надворешната страна се прави прозорче, се подигнува слузницата, се наполнува со биолошки материјал и се поставуваат денталните импланти, во зависност од тоа дали имаме доволна количина на коска или пак се врши двофазно имплантирање со претходна постава на самата коска. Техничките процедури медицински се толку напреднати, така што лимитациите и ограничувањата се сведени на минимум. Опасна е таа состојба? Апсолутно не е опасна. Се врши рутински, да речеме. Секако постојат можност за компликации. Таа синусна мембрана е многу тенка. Ние кога идевме по курсеви, кога вежбавме, работевме на јајце. Така што со помош на пиезохирургија, тоа е вибрациона техника, гледавме да го отвориме, да направиме прозорче без да ја перфорираме мембраната на јајцето. И да дојде до перфорација, сето тоа зависи од големината на перфорацијата, дали е помала, дали е поголема и
знаеме како да изменеджираме во зависност на компликацијата која што ќе ни се случи. Или крварење, многу често знае тука да има крвен сад кој што може да се повреди и да ни ја компрометира цела оперативна интервенција. Меѓутоа, кога нешто се работи со љубов, кога нешто е вложено емоција во начинот на работа, нема никаква лимитација за никаква оперативна интервенција. Очигледно многу важно е искуството во целиот овој процес. Апсолутно. Значи, јас кога почнав пред 20 години да работам со дентални импланти, имав друг начин на работа. Како еволуираме во нашата струка, се разбира, искуството допринесува во значителна мера да го смени начинот на работа. Новите техники и новите технологии кои што сега искочија, комплетно го сменија начинот на работа и начинот на размислување, посебно во денталната имплантологија. Како работев пред 20 години, како работам сега. Денеска има 3D диагностика, има 3D принтери, 3D печатачи. Каква е нивната улога во имплантологијата? Јас не помислувам да поставам дентален имплант без 3D снимка. Пациентот доаѓа и вика, докторе, ќе ставиме еден имплант, мора ли 3D снимка? Мора 3D снимка. Зошто мора 3D снимка? Превенцијата е најдобра куратива. Кога ќе настане компликацијата, веќе е касно. Со помош на 3D снимката јас имам целата информација. Имам информацијата за ширината на гребенот, информацијата за висината на гребенот. На таа 3D снимка ја можам да си го нацртам нервот, да си го нацртам синусот и дигитално да си го поставам имплантот без при тоа ништо да направам во устата на пациентот. Сакам да кажам, со 3D снимката си го осигуруваме посигурен начин на работа каде што ги сочуваме, ги респектираме анатомските структури и не дозволуваме да дое до нивна повреда. Таа 3D снимка точно може да ни одреди позицијата на имплантот. Со помош на дигитализацијата, сега е доста популарно тој термин, дигитализацијата на стоматологијата веќе е навлезе на 20 години. Со помош на принтерите кои што спомнавме, денеска се принтарат, се работат оперативните гајдови. Овие така изгледаат оперативни гајдови или водичи, низ кои што може да се постават денталните импланти, без при тоа да се направи никаква хируршка интервенција. Значи, ова се печати, се принта за секој пациент засебно. Ова е строго кастомизирано, строго индивидуализирано за секој пациент посебно. Никогаш нема 20 гајдови или 20 водачи. Треба да имаме соодветната информација. Тоа ни представува. 3D снимката ја добивате? Тоа е само еден дел од мојата информација. Добра. 3D снимката не дава увид за коскените структури. Добра. Интраоралните скенери кои што се користат, веќе ги нема оние лажици кои што порано ги користевме за земање отисок, сега со еден интраорален скенер кој што личи на пенкало ја земаме информацијата од мекото ткиво и кога сето тоа ќе го воведеме во дигиталниот свет, коската и мекото ткиво, јас можам да си го поставам дигитално имплантот. Врз основа на дигитално поставениот имплант можам да си го изработам овој оперативен гајд и сето тоа да ја го направиме оперативната интервенција без да подигнуваме рез, без да имаме шиење, без да имаме крварење и сигурни сме дека имплантот ни е поставен во најдобрата можна позиција, без можност за никаква компликација. Чекате, споменавте дека без рез, значи без хируршки зафат поставувате имплант. Апсолутно. Со помош на овој всушност со помош на овие оперативни водичи, хируршки оперативни водичи. Ајде појаснете ни како на вилицата се поставува сето тоа и како изгледа, како може ова без хирургија да се постави? Така, може без хирургија. Значи, ова ја замислете вилицата на пациентот. Добра. Правиме 3D снимка. Со 3D снимка добиваме увид за коската. Со интраоралниот скен добиваме увид за мекото ткиво. Тие два фајла се преклопуваат. Ја имаме коската и имаме мекото ткиво. Од кога ги имаме тие две информации дигитално на компјутер, си го поставам имплантот во самата коска дигитално. Од кога ќе го поставам имплантот, овие хируршки водичи имаат прстени. Добра. Си ги поставам прстените исто така дигитално, а потоа ова е резин кој што се печати према забите на пациентите. Видете, ова е строго индивидуализирано. Према забите на пациентите, тие гајдови лежат и јас точно кога ќе го правам имплантното лежиште, односно со тие дрилови кога ќе работам во коската, јас бушам преку овие дупчиња и да сакам да погрешам, не можам да погрешам. Едноставно тие ме водат во сите три димензии, како во длабочина, така во сооднос со соседни заби, така во однос на нервот. И да сакаме да повредиме, не е можно да се повреди. Ова е нешто сега на кое што работиме ние на стоматолошкиот клинички центар. Се екипиравме со 3D снимка, се екипиравме со интраорални скенери, набавивме 3D принтери, пративме техничари за тоа софтверско усовршување, така што следен чекор ни представува токму изработката на овие гајдови и работење без никакви оперативни интервенции. Одлично, ова би било голем чекор напред. Со која брзина се заздравува, да речеме, по еден ваков
по една ваква интервенција? Местото на кое што се интервенира во споредба со класична па тоа нема споредба, едноставно пациентите кога доаѓаат наредниот ден, они немаат никаков оток, никаква болка, целиот тој постоперативен морбидитет е сведен на минимум, така што знаете, секогаш кога ќе отворите со скалпелот, ние кога ќе пресечеме, кога ќе шиеме, тој оток, таа болка, таа можност за инфекција се многу поголеми отколку овој начин на работа кога се работи флаплес, кога се работи без правење на резови. Времето на имплантирање е многу битно, за да имаме успеш. Времето на интеграција ни е многу битно. Во горната вилица се чека, рековме дека е помека 6 месеци, во долната вилица е покомпактна и може порано да се оптовара 3 месеци. Значи во тој период тие импланти треба да бидат апсолутно мирни, да не трпат никаков притисок. Постапката која што настанува се нарекува осеоинтеграција или врзување на самиот имплант. Од кога ќе се врзи имплантот, веќе во втора фаза доаѓаат пациентите, се работи протетиката. Во рок од 2 недели тие ќе бидат со заби. А што во тој период од неколку месеци додека заздравува местото и додека се интегрира со коската имплантот? Може да се изработат привремени заби. Дигиталните протоколи ни овозможуваат изработка на привремени заби уште додека не сме започеле со самата хируршка процедура. Значи, ние на дигитално поставениот имплант си го креираме привремениот заб, со помош на овие печатачи ние ги печатиме тие привремени заби и со поставата на имплантот треба да имаме одредени предуслови, а тоа ни представува добар торк на инсерција. Ние го велиме цврсто да се зацврсти имплантот при поставата, доколку не ни е зацврстен доволно цврсто, си има параметри 35 ньютон метри. Доколку го ја воспоставиме таа јачина, ние можеме да го оптовариме забот со привремени заби. Доколку ја немаме тој инсерционен торк, не е препорачливо да се стават привремени заби, бидејќи тие привремени заби може да ни го расклатат имплантот. Се разбира, тие ќе бидат реоклудирани, нема да трпат притисок, меѓутоа си има одредени параметри кога може да се постават привремени заби. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат од овој момент во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, добре дојдени се вашите прашања и искуства на оваа тема. Кога станува збор за интеграцијата, односно за окоскувањето на имплантот со коската, за сраснувањето, дали кај помладите лица кои што се здрави, овој процес оди побрзо во споредба со повозрасните кои што веќе се забележува некоја форма на остеопороза? Да. Значи, кај младите се разбира све иде многу побрзо и многу по, да речеме, динамично, бидејќи младиот организам, тие крвни садови се чисти, нема никакви хронични заболувања и све иде многу побрзо, целиот осеоинтегративен процес. Меѓутоа, не може да се постават дентални импланти кај млади пациенти кои што не е завршен растот на скелет, на комплетниот лицев скелет, ме разбирате. Не е препорачливо постава на дентални импланти под 18-20 години. Кај постарите пациенти, зараснувањето иде, да речеме, малку поспоро, меѓутоа си има одредени техники ние со кои што можеме да измериме дали имплантот е спремен да биде оптоварен или не. Тоа се нарекува RFA или Resonance Frequency Analyzer, каде што се поставува еден додаток во самиот имплант и со помош на вибрации, доколку сакаме да го оптовариме имплантот пред време, можеме точно да одредиме, тоа се математички параметри. Ако е над 60, можеме да го оптовариме забот. Доколку е под 60, не се препорачува да се оптовари забот. Значи, треба да го респектираме времето кое што е неопходно да се врзи имплантот за коската. Процесот се нарекува осеоинтеграција и врската која што настанува се нарекува анкилотична врска. Значи, доколку кај природните заби имаме тој периодонтален спациум кој што е полн со влакненца кој што го амортизира тој џваков притисок, кај имплантите ние немаме периодонтален спациум и врската е цврста, ригидна и анкилотична. Заради тоа има многу интересна група на пациенти, бруксисти. Тоа се пациенти кои што имаат бруксизам, кои што шкрипат. И во сон ги притискаат забите. Да, тоа е ноќниот бруксизам, има и денски бруксизам, меѓутоа имаме ноќен бруксизам, тоа значи едно несвесно стискање на забите и тие пациенти не се контраиндицирани да поставиме дентални импланти. Едноставно, кај тие пациенти може да се постават, меѓутоа тие треба да вршат многу поголема контрола, бидејќи притисокот кој што несвесно го развиваат во нивниот сон, они на природните заби прават една комплетна абразија. И ние, јако ќе видаме една рамна линија, пола од забот недостасува, одма знаеме дека станува збор за бруксисти. Може да се постават импланти, меѓутоа кај овие пациенти се прават така наречени ноќни сплинтови, кои што се силиконски сплинтови кои што пациентот ги поставува при спиење. Главната цел е да се избегне тој притисок кој што се ствара несвесно при самата спиење, бидејќи тој притисок може да ни даде два типа на компликации.
медицински и биолошки компликации. Што значи? Може да дојде до фрактура на самото штрафче, кој што го држи абатментот или надоградбата со самиот имплант. Може да дојде до пукање на самата протетска изработка. Може да дојде до пукање на абатментот. Јас имам клинички случаи каде што толку голем притисок пациентот шкрипеше со забите што и дел од имплантот се открши. Ме разбирате, тоа е исклучително голем притисок. Тоа се едните компликации. Вторите компликации се оние бруксисти пациенти со импланти кои што шкрипат. Едноставно степенот на ресорбција на коската е многу поголем и кај нив многу пократок е векот на преживување. Меѓутоа, доколку се прави реоклузија, се внимава тој имплант да не има прв контакт со антагонистот зап или доколку се имаат вакви нукни сплинтови, едноставно се заштитува, се компензира тој притисок кој што го ствараат и имплантите се функционираат без никаков проблем. Што доколку имплантот не успее да се вгради? Постои ли можност да се стави нов или се расклади? Значи овака, дали имплантот ќе ни се фати, нели пациентите викаат дали ќе ни се фати имплантот или не, можеме да знаеме обично четвртата недела е онаа недела кога што е преломна недела. Кога ќе го поставиме имплантот, се намалува таа примерна стабилност четвртата недела и доколку преживее четвртата недела веќе иде нагоре, иде таа биолошка стабилност каде што се врзува коската за имплантот и тој зацврстува. Доколку имплантот, речеме, не се фати, има голем број на фактори кои што влијаат. Диабетот, остеопорозата, пушењето, ви реков, представува еден фактор. Пациентите кои што се со реуматоиден артрит, кои што се на кортикостероидна, имуносупресивна терапија, бифосфонатите, ви реков, се све состојби кои што во значителна мера го скратуваат први интегрирањето, а во втора фаза и долготрајноста на самите импланти. Доколку имплантот не се врзе за самата коска, што е исклучително ретко, бидејќи ви кажав 95 до 98% е преживувањето на имплантот, едноставно пациентот ќе дојде со имплантот во рака. Најлошото што може да се случи, да испадне имплантот и пациентот да дојде со испаднат имплант. Во тој случај се препорача, бидејќи веќе е направен дефектот, лежиштето, коската е истругана, фактички постои дупка, можеме ние да направиме или киретирање комплетно со вадење на тоа меко ткиво кој што се развило околу имплантот, постава на коскени биосубституенти со мембрани на истото место. На истото место и да чекаме да ни се створи повторно самата коска, за после 6 до 8 месеци да направиме нова контролна 3D снимка и да одредиме димензијата на самиот имплант. Што е битно при поставата на самиот имплант? При поставата на самите импланти, можете да видите, ова е долната вилица, имплантот од сите страни треба да биде во коска. Идеално би било од сите страни околу 2 мм да биде имплантот во коска. Колку е поголем тој контакт на имплантот со коската, тоа се нарекува big bone to implant contact. Толку е подолго траен самиот имплант. Заради тоа велиме дека импланти кои што имаат се пошироки и подолги, имаат поголема контактна површина и тие траат подолго отколку имплантите кои што се потесни и пократки. Меѓутоа во одредени случаи ние мораме да ставиме краток имплант, посебно е во горната вилица, кога имаме 8 мм, све под 8 се смета за исклучително кратки импланти. 8 мм некогаш поставуваме имплант и се разбира, тој ќе има нормално пократок век на преживување, отколку кога ќе ставам 13 имплант подолг, бидејќи контактот на коската со имплантот ни е од сите страни поголема. Сакам да кажам дека анатомската структура некогаш ни го диктира, ние врз основа на анатомијата кај самиот пациент можеме да одредиме димензиите на имплантот и велиме, некогаш ќе ставиме пократок имплант, некогаш ќе ставиме подолг имплант. Некогаш идеме со потесни, некогаш со пошироки. Најдобро можно сценарио во имплантологијата е широк и долг имплант. Дали е болен процесот на поставување на имплант? Апсолутно не е болен процесот. Ја цело време кажувам на моите пациенти дека секоја орално хируршка интервенција, не само имплантологијата, со добра анестезија не постои никаква болка. Пациентот ќе чувствува додир, ќе чувствува притисок, ќе чувствува вибрации. Едноставно може да заборави на болката. Денес ќе имаме толку добри анестетици, пречистени со убави анестетици, кои што апсолутно безболно пациентот ќе го истераме целиот тек на оперативната интервенција. Нема потреба од бојазност, така да секоја орално хируршка интервенција нема никаква болка.
Така претпоставам дека повеќето се изненадени по зафатот колку лесно поминало сето тоа. Па јас ви спомнав, многу потешко ми е некогаш да извадам една хоризонтална легната осмица, која што ќе треба да ја сечам во делови, коронката, коренот, и да имаме многу поголема травма, отколку кога ќе имам убав гребен, широк гребен, многу поедноставно ќе можам да го поставам денталниот имплант или некогаш обична екстракција, кога забот е целиот деструиран, кариозен. Самата екстракција текот ќе иде со кршење, ќе имаме стругање на коска, многу потешко отколку поставата на денталните импланти. Заради тоа повторувам, јас многу повеќе време кога работам импланти посветувам на планот и на анализата уште пред да започнам ништо. Доколку ја 2 до 3 сати посветам на анализа на тој клинички случај пред работата, а самата оперативна интервенција би била 30 минути. Ме разбирате, многу е битен планингот и превенцијата. Поставата на имплантот во најдобрата можна позиција. А што е со оние пациенти кои што со години се без заби, носат мобилни протези? Понекогаш дури не ги носат, бидејќи им пречат, им предизвикуваат гадење и слично. Дали кај нив може да се постави? Апсолутно може да се постават импланти, со оглед на тоа што е редуцирана коската и ресорбирана. Значи една солуција ви реков тој концепт на Олонфор, поставена 4 импланти. Значи дури кај нив може да се постават тие 4 импланти. Апсолутно, меѓутоа ви реков, све зависи од анатомските услови. Во одредени случаи е многу подобро да се постават 2 импланти во проекција на канините, кои што со помош на капици, кои што едниот дел е во самата протеза, ќе влезе на имплантот и ја подобрува стабилноста. Значи тоа не е фиксно решение, тоа е супортивна терапија на таа мобилна протеза. Значи да не биде мобилната протеза, посебно во долната вилица, таа протеза е многу нестабилна, бидејќи јазикот е тука и цело време ја подигнува при говорот, при јадењето. За да добиеме многу подобра стабилност, може да се постават 2 импланти во долната вилица и со помош на кугли или локатори да се направи подобра стабилизација кај овие пациенти кои што носат долго време тотални протези. Заинтересирани се за вакви решенија, што говори вашето искуство? Апсолутно. Свеста кај народот веќе се отвара и многу повеќе пациенти, посебно кај младава популација, доаѓа и ми кажува: доктор, ја не сакам мостови да правам, зошто да уништувам здравот киво, што се апсолутно во право, кога можеме да направиме дентални импланти. Соодветна диагностика и македонскиот народ е свесен народ, учен народ, знае дека овој начин едноставно ги заштитува преостанатите заби и дава многу подолго и поквалитетно решение во однос на целата протезка изработка. Што доколку некој заб бил изваден години наназад и се изместиле забите? Како тука сега да се реши овој проблем? Сега тоа е многу интересно. Кога ќе се извади, претежно се вадат најчесто бидејќи првите молари, шеските, никнат во таа возраст кога имаме доста кариес во устата и обично кога ќе екстрахира првиот молар, тоа е шестиот заб, секој се бори од соседните заби да го завземе просторот. Агонистите, соседните заби се инклинираат, антагонистот се издолжува, значи сите се стремат да го пополнат тој простор. Заради тоа, доколку долго време пациентот не го решил тој празен простор и после одреден пар години сака да го пополни тој простор, едноставно некогаш не е можно да се прави физички бушење, дрилање во самата коска, заради тоа некогаш е потребно со помош на фиксна протеза повторно да се отвори тој простор, за да може да се пристапи и да се направи имплантното лежиште и да се постави самиот имплант. Значи тука решение не може да се очекува преку ноќ, бидејќи протезата понекогаш фиксна треба да се носи. Ако просторот е стеснет, кое би било решение? Освен да се отвори тој простор, да се обезбеди услови за да може точно да се влезе со. Важно е тоа да се направи или доколку забите се веќе изместени? Па сега сето тоа зависи, се повеќе луѓе носат фиксни протези. Значи убавината е веќе естетиката е многу битна и пациентите многу посветуваат внимание. Веќе ја гледам младава популација, сите стават фиксни протези, сакаат убавина, така што многу ретко веќе е тоа да пациентите бидат запоставени, да немаат заби, сите сакаат да имаат убави заби и од млада возраст гледам дека популацијава се стреми да има баш заби како бисери, како наредени заби и посебно во таа регија, каде што е естетска регија, која што е видлива регија, одма чим дојде до губење на забот, пациентите сакаат да најдат решение. Едно од решенијата представуваат денталните импланти. Така, но сепак е присутен стравот кога станува збор за денталните импланти. Тоа е нормална човечка реакција. Колку често се соочувате еве со такви видите, јас кога ќе седнам на стол, јас сум само човек, нели? И кај мене постои некој страв. Меѓутоа, кога на пациентот ќе му пристапите сериозно, студиозно,
Кога ќе му кажете дека нема да има никаква интервенција и гарантираме позади тоа, јас стојам поради тоа, што ќе го кажам на пациентот, така бива. Ако му речем дека нема да го боли, нема да го боли. Нема да имаме компликација, нема да имаме сигурноста и знаењето. Ви реков, доколку го работите тоа што го работите со љубов и со емоција, нема утка тука веќе. Успехот е загарантиран и дефинитивниот исход е предвидлив и максимално задоволителен за секој пациент. Не постои болка, ги окуражувам пациентите да дојдат и заедно да ги решиме сите проблеми. Не постои делица и забно место кое што не може да биде решено. Споминавте дека потооралната хигиена е многу важна. А што е со исхраната? Има ли некои работи кои што не се препорачува да бидат вклучени во исхраната заради долговечноста на имплантите? Од кога ќе се оптоварат денталните импланти, сакам да кажам од кога ќе се направи протетиката, имплантот е како сопствен зоб. Значи може све да јаде што сака, и цврста храна, не мора да внимава толку. Можеби поише внимание треба да обрне на периодот кога ќе се постави имплантот додека се врзи во коската. Тој е критичен период. Тој е критичен период, посебно првиот месец. Во горната вилица ви реков е малку помека 6 месеци, во долната 3 месеци. Од кога ќе се оптоварат имплантите, значи они се како сопствени заби. Пациентот ги чувствува како сопствени заби и може најнормално да се храни. Меѓутоа, што е битно, потенцирам, оралната хигиена. Он мора да доаѓа на редовни контроли. Редовните контроли се од 3 до 6 месеци. Доколку пациентот има одредени системски заболувања, дијабетот во значителна мера. Сето тоа треба да се контролира. Апсолутно. И многу сесептаво, многу подложни се на инфекција. Кај тие пациенти многу потешко иде за раснувањето на раната. И заради тоа контролите треба да бидат почести. Зависи од системското заболување, реуматоидниот артрит, пациенти на имуносупресивна, на кортикотерапија која што го спорува за раснувањето на раната. Контролите мора да бидат многу почести, меѓутоа минимум треба да бидат на 6 месеци. Доколку на 6 месеци и почетното воспаление, кое што се јавува околу денталниот имплант и кое што се нарекува перимукозит, може успешно да се истретира без да имаме никаква ресорбција на коскениот фундамент. Доколку тоа се направи на време, пациентот да биде сигурен дека неговите импланти ќе траат и повеќе од 10 години. Имаме и 20 години и 25 години, меѓутоа пациентите си се совесни, си одржуваат хигиена со еден забен конец, посебно тие простори помеѓу забите каде што најмногу се задржува храната, каде што не се чиста доволно, да речеме, со забната четка и иницијално се јавува воспаление. Пациентот доколку не го третира тоа воспаление прогредира апикално, доведува до разорување на коскениот фундамент и, како што кажавме, на крај на денот испаѓање на имплантот. Значи советувате задолжително користење на забен конец, бидејќи можеме да прочитаме поделени мислења во однос на забниот конец. Јас сум многу присталица на употребата на забниот конец, еве мојата ташничка си носам цело време забен конец и после, да не речам секој јадење, меѓутоа обавезно на сабајле и навечер, таа храна со ништо друго не може да се острани освен со забниот конец или со тие интердентални четки кои што многу внимателно влегуваат, а тоа е посебно индицирано кај пациентите со дентални импланти. Забниот конец предпоставам дека треба внимателно да се за све што зборувам јас внимателно. И четкањето на заби не треба да биде премногу агресивно. И тоа да доведе до проблеми. Абразија, ерозија на заби, значи со нормални четки и истото и со забниот конец и со оние интердентални четки не можеме ние агресивно да влеземе и да го травматизираме, ние да направиме травма, на која што потоа би се накалемила инфекција. Употребата на антисептичките раствори со хлорхексидинот, се разбира, допринесуваат во значителна мера отстранување на тој дентален плак. Денталниот плак е иницијалната почеток доколку не се третираат, не се перат самите заби. Денталниот плак се населуваат бактерии и доаѓа до развивање на воспаление. Доколку пациентот сето ова го прави, значи самиот тој го одржува таа нормална биолошка, физиолошка состојба, а сето тоа му гарантира долговечно преживување на денталниот имплант. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. И благодарам и што практично ни прикажавте како се тоа изгледа. Барем дел малку на гледачите пластично им објаснивме што се денталните импланти, да не се плашат, да се окуражат и да повелат да дојдат стоматолошкиот клинички центар заедно да ги решиме сите проблеми кои што ги имаат. Ви благодарам уште еднаш. Молам. Ви благодарам и вам, почитувани, што не гледавте и денеска и не следевте со внимание и ви посакувам пријатен ден.